Дали навистина ова може да биде во ред? Се разбудив рано. Леже во топла постела со чисти чаршави. Станав и нозете ме држаа исправен, се покоруваа на секоја моја наредба. Стапалата ме однесоа до бањата. Ја пуштив славината и уживав во чистата вода што се слеваше од неа. Погледнав и се здогледав себе си. Повторно огледалото совршено си ја вршеше работата. Се помртнав и одразот се помртна со мен. Застанав под тушот и ја затворив стаклената врата. Ноздрите ми се исполнија со мирис на сапун. Уживав во жешката вода што течеше врз мене. Зборовите не може да го искажат тоа што го чувствував. Кога завршив, топлата мека крпа ме чекаше на радијаторот. Се завиткав. Одев босоног по тепихот. Овој пат стапалата ме одведоа до прозорецот. Застанав. Дождовните капки не се слеваа внатре. Гледав додека бавно се слеваа и се спојуваа со случајни шари. Извесно време се насладував од гледката. Ги извадив алиштата што ги имав наместено да ги облечам. Во плакарот имаше уште алишта, но не ги одбрав нив. Се чувствував добро. Го отворив фрижидерот. И таму имаше голем избор. Направив појадок и ги исцедив сочните портокали. И соковникот безпрекорно работеше. Се што требаше да направам беше да го притиснам портокалот на главата од соковникот. Го испив сокот до последна капка. Се подготвив за излекување и ја затворив вратата. Онаа врата повторно волшебно ќе се отвори само ако мојот клуч ја отклучи. Ниеден друг клуч не може да ја отклучи. Сега нозете ме одведоа до мојот автомобил. Право таму, ни полево, ни подесно. Да, имам свој автомобил, исто така се отвора со единствениот клуч. Го ставив клучот, го свртив и моторот проработи. Решив да не го вклучувам радиото, но ако сакав, може. За време на ручекот направив пауза. Отидов во ресторан и нарачав вкусна салата. Додека ја чекав на рачката, ги гледав минувачите. Моите очи гледаа, но знаете, не гледаат сите очи. Гледав лица, некои радосни, а некои не. Гледав луѓе, некои брзаа, а други не. Каде и да погледнев, гледав облици и бои. Набрзо ја донесоа салатата. Беше сервирана во чиста чинија, многу крцава зелена салата, топло пилешко, крцкаво печено лепче и изрентано сирење. Чинеше 5 евра. Имав 5 евра. Го извадив паричникот и платив. Имам и мобилен телефон. Пратив неколку пораки. Се поврзав на интернет и ги добив најновите вести за случувањата во светот. Фејсбук ме подсети дека мојот најдобар пријател денеска му е роден ден. Не сме се слушнале долго време, па му се јавив. И на двајцата ни беше мило што поразговаравме. Живеам во прекрасна сончева земја. Живееме во мир. Знам дека утре мојата куќа се уште ќе стои. Нема да има бомбардирање што ќе ја срамни со земјата. Овде имаме и демократија. Можам да кажам се што сакам, кога и да сакам и каде и да сакам. Можам да излезам после 22 часот. Можам да одам на трчање, да гледам телевизија, да прошетам, да читам книга или да ден губам така само. Можам да се видам со пријателите или да бидам сам. Можам да се смеам. Можам да правам што и да посакам. И јас сум тој што избира. Вечерта се вратив дома и ја отклучив влезната врата. Клучот повторно си ја заврши работата, без никакви пречки. И се уште моите очи гледаа, носете ме држеа, а со рацете можев да држам предмети. Мојата топла постела беше таму каде што ја оставив. Навистина, тој ден не ги решив сите мои проблеми. Кризата на Блискиот исток не заврши одеднаш. Озонската дупка не се затвори магично, но ова беше прекрасен ден. Се обложувам дека и утре моите нозе ќе се покоруваат на мојата наредба. Еј, дали навистина ова би можело се да биде во ред?